Традиционалните методи веќе не се доволни за справување со климатските шокови во земјоделството. Поради ова, земјоделците секојдневно се соочуваат со сериозни предизвици за да ги спасат посевите од честите временски непогоди, кои директно го загрозуваат домашното производство на храна. Сериозноста на оваа состојба ја потврдуваат и анализите, според кои во последните 2 децении приносите се намалени за 10 до 20%, токму поради овие фактори. Решенија за облажување на штетите постојат, но бидејќи ваквите инвестиции се прескапи, земјоделците сметаат дека е неопходна поголема државна поддршка. Се зголемување на трошоци и можеби тука би можело да се направи нешто као помош од државата или од проекти, некои европски проекти. Меѓутоа пак тоа тешко иде затоа што малце имаме и недоверба, кога ќе се втуриме во некој таков процес. Значи некој пат сме свесни дека можеме да заглавиме длабоко. За да ја обработиш почвата, да ставаш мулч фолија, со тие банкови што треба да се направат, значи треба многу убава обработка на земјата, значи фризирање, треба механизација фактички, што за нас земјоделците тука во Македонија малце тоа скапа инвестиција и тука сме многу хендикепирани. Дека државата мора да действува побрзо и посистематски, потенцираат и од невладиниот сектор кој работи на оваа проблематика. Оттаму потврдуваат дека државна поддршка преку националните програми постои, но според нив таа не е доволна, бидејќи главно е насочена кон ублажување на климатските промени. Додека фокусот мора итно да се префрли на конкретни мерки за адаптација. Согласно програмите кои се достапни, да речеме, националните програми, дали тоа го јавува, да речеме, Министерство за земјоделие и шумарство и стопанство, дали Министерство за животна средина и просторно планирање, ставките кои се предвидени за вакви активности се многу малку за адаптација на климатски промени. Имат некои мерки кои се предвидени за енергетска ефикасност, дури во ИПАРТ програмата за енергетска ефикасност, односно намалување на трошоците на производство, меѓутоа средствата за се во главно две-три насоки, значи капка по капка систем и да речеме за сенчување кои што ги имат. Тие се парите кои што ги нуди државата. Покрај финансиската поддршка за опрема, клучна алатка во овој процес треба да биде и континуирана едукација на терен. Она што ќе биде основно е промена на старите навики на земјоделците и воведување на нови, поотпорни семенски материјали. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.